Почитувани гледачи, добро вечер во овој осумаголник на Канал 8. Наш соговорник е градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев во прво телевизиско интервју по добивањето на функцијата. Добро вечер. Добро вечер. Господин Илиев, реков, ова е прво телевизиско интервју, поминаа оние 100 дена откако вие ја презеловте функцијата. Како после овие изминати 3 месеци и нешто од преземањето на градоначалничката функција гледате на местото во кое што се наоѓате? Па да, во право сте. Иако јас секојдневно се појавувам за некоја изјава, меѓутоа директно во студиото, навистина од изборите нааму не сум бил. И ова е една убава прилика да направиме една убава ретроспектива за изминатите 100 дена. Навистина измина 100 дена, за некого многу, меѓутоа за жал за мене многу малку и многу брзо поминаа. Меѓутоа што е тоа е, 100 дена се веќе поминати и редно е да на граѓаните и дадеме едно кратко објаснување што всушност работевме или сработевме за изминатите 100 дена. Кои се најчестите теми, прашања, проблеми што ви ги наметнуваат граѓаните? Веројатно имате контакти со нив. Па да, морам да кажам дека контакти со граѓаните имам секојдневно и во мојот кабинет, и граѓаните ги сретнам и на улица и темите се различни, меѓутоа најчеста повторувана тема секако е вработувањето, најголемиот и најгорчевиот проблем, каде што луѓето бараат вработување, секако дека постојат и други теми, меѓу кои секако социјалата е една тема која не може да ја заобиколиме, понатаму разни проблеми од делот на урбанизмот, каде што и нашите ингеренции се најголеми. Со луѓето разговараме и во главном се договараме начинот на кој ќе пробаме да ги решаваме проблемите кои стојат пред нас. Најмногу незадоволство, ако така може да се каже, барем на она што се следи по социјалните мрежи на интернет, е од делот на менувањето на раководните функции на одредени кадри во општината, некои несогласувања, партиски, би рекол, и влијанија на јавноста околу некои промени што се направени, што би требало да се направат во иднина. Како гледате на ова? Па, место за незадоволство од страна на граѓаните секогаш постои, меѓутоа јас се трудам да бидам објективен, реален, бидејќи јас седам во еден кабинет кој се вика градоначалнички кабинет и тоа е градоначалничко место е за сите граѓани подеднакво. Така да јас пробам целокупната ситуација да ја гледам од сосема друга страна и не сум оптеретен со она што го пишуваат граѓаните на социјалните мрежи, пред се заради тоа што јас се водам од една друга практика дека на нас ни е потребно и време да погледнеме што е тоа со што располагаме ние, каков капацитет на кадри имаме и да пробаме тоа што го имаме максимум да го искористиме и да направиме подобри ефекти. За промени, значи, сепак потребно е и време и потребно е и трпение и да се најдат секако соодветни решенија ако воопшто немаме такви решенија од постоечките кадри. Поголемото незадоволство се појави околу тоа што го знам и го гледам, околу поставувањето на директори на одредени училишта, каде што на мене навистина ми требаше време да ги согледам состојбите во училиштата. Откако ги согледавме состојбите, ние јавно излеговме со јавно соопштение дека одредени директори не си ја завршиле работата до крај коректно и нормално, индиректно пративме порака дека со тие луѓе ќе мора да разговараме еден ден. До тој чекор не дојде заради тоа што дел од луѓето кои на еден или друг начин беа посочени, сами си поднесоа оставки, кои оставки не беа прифатени веднаш адхок, него си дадовме време и простор да размислуваме што е тоа што на нас ни стои располагање, да не биде само замена на кадрите, туку да најдеме и посоодветни решенија кои натаму ќе извршуваат работата во склад со законот и според потребите на образовниот процес. Значи, тоа не го направивме исто така во времето додека траеше
училишната година, односно полугодието, сочекавме еден добар тајминг, каде што заврши полугодието и имаше доволно простор да се направат и такви промени, се со цел луѓето кои ќе ги назначиме да имат време и простор да се прилагодат и да ја преземат функцијата за која што се назначени. Напоменувам дека овие директори кои се именувани само како вршители на должност, тоа се од временски карактер до 6 месеци, со тоа што училишните одбори се сега обврзани да побрзат и да донесат одлуки за распишување на конкурс за именување на директори кои во принцип треба да бидат изберени од страна на училишните одбори. Освен училиштата кои што се под надлежност на општината, веројатно ја согледавте и реалната слика во општинската администрација, внатре во самата општина. Значи, покрај училиштата, ние направивме уште една промена на едно директорско место, тоа е директорот на јавното предпријатие Водовод. Таа промена се направи на начин што постоечкиот директор имаше мандат до 22, кој беше до крај испочитуван од наша страна и додека по завршувањето на изборите веднаш направивме постапка за распишување на конкурс за избор на директор, каде што се пријавија тројца кандидати. За жал, ниеден од тројцата кандидати не ги исполнуваше услови и мене друго ништо не ми преостануваше, односно да повлечам еден потез избор на директор од вработените во јавното предпријатие, се со цел да го надминеме вакуумот кој се појави со завршувањето на мандатот на претходниот директор и до изборот на нов директор. Значи, тоа го направивме веднаш и мислам дека направивме добар избор, резултатите се видливи и навистина јас денеска, иако е релативно малку време на таа позиција, сум задоволен од соработката која ја имаме, едноставно имаме постојана комуникација и се координираме за работите кои што треба да бидат завршени и навистина и резултатите во поглед на хигиената во градот веќе се видливи и тоа го приметуваат граѓани и овде навистина бележиме добри плусови. Ние ќе продолжиме со таа динамика што се однесува до соработката и работата со јавното предпријатие. Додека за други промени се уште не станало збор, едноставно сметам дека повторно се повикам на оној принцип каде што многу е важно да се даде време и трпение и да видиме со кадрите кои ги имаме на располагање да излечеме максимум. Тоа е важно заради тоа што луѓето кои се таму затегнати веројатно имат и сигурно имат одредено искуство, кое искуство треба да го искористиме и потребно е да сватат граѓаните дека навистина и законските одредби се многу ригорозни во тој дел, така да претходната влада има донесено закон кој е прилично ригорозен во тој дел и навистина е стеснен просторот за маневри. Значи, за внесување на нови кадри внатре, навистина едно е што е процесот прилично компликуван, а втора работа дека општината навистина е со администрација доста оптеретена и навистина дека нема простор за нови вработување, вакви како што се. И едноставно ние пробаме да наметнеме една нова динамика за која луѓето ќе треба да бидат спремни да одговорат и да бидат одговорни на предизвиците кои стојат пред нас, кои не се ни малку лесни и едноставни. И верувам дека дел од луѓето, гледајќи ја барем од ова дистанца, мислам дека дел од луѓето нема да го издржат тој притисок, односно тоа наметнато темпо и веројатно ќе има одредени попуштање на самите тие лица и тогаш веројатно ќе се направи простор за да се направи некое размислување евентуално за соодветни кадри кои ќе донесат нова живост и ќе донесат нова енергија и надпреварувачки дух. Без да внесеме надпреварувачки дух помеѓу самите вработени нема напредок и нема иднина во општината. Навистина во нашата општина
Има и луѓе кои се прекрасни кадри, немам тука зборови, значи немам причина да на некого посебно алудирам, меѓутоа сметам дека работата што ни престои и она задачите кои ги имаме преземено барат многу повеќе ангажман отколку тоа што се нуди до сега и навистина во тој поглед ќе мора многу работи да ги менуваме сите. Меѓутоа, овој период од преземањето на функцијата па до денес, овие 100 дена кои што реков поминаа, имаше една еуфорија и се очекуваше, барем кај граѓаните кои што гласале за вас и оние кои што припаѓаат на опцијата која што е на власт, дека брзо мора да се направат промени. И сега на некој начин тие се чувствуваат, би рекол, разочарани, измамени. Како го коментирате тоа? Па, граѓаните може би да има дел од граѓаните кои размислуваат и така, и тоа е легитимно да размислуваат, меѓутоа јас сум еден човек прилично во тој дел трпелив и сакам сите работи да ги одмерам и мислам дека една работа не смееме да ја направиме, значи не смееме да направиме тоа што едно време се правеше, една гарнитура доаѓа, друга си оди и така натаму, значи ние мора да направиме некаков континуитет за да имаме резултат. Во колку се нафатиме на една таква акција како што очекуваат некои од граѓаните, навистина тогаш ќе направиме една штета која ќе биде недоместива, бидејќи без континуитет, моите 4 години толку брзо ќе поминат само во правење на нови кадри и така натаму. Сметам дека првин треба да ги искористиме сите потенцијали што ни стојат на располагање и да направиме еднаш за секогаш една здрава администрација која навистина ќе биде департизирана, значи една работа за која постојано зборувам јас со моите соработници дека политиката да ја оставиме настрана, дека ние сме овде да ја менаџираме општината и да реализираме проекти од кои бенефит ќе имат сите граѓани и дека она што е политичка определба или желба, наклонетост на еден или друг, дека тоа е негово лично право и дека тоа може да го кажат на денот на изборите. И сметам дека е многу погрешно вработените во општинската администрација да бидат инволвирани во било која политика, бидејќи тие се платени од сите граѓани. Ако сите граѓани плаќат, тогаш треба да и дадеме шанса на граѓаните сами да ценат, а не ние да навиваме за една или друга страна. Сметам навивање со оставањето на некои од општинската администрација на една или друга страна активно и јавно, тоа ги мотивира и другите луѓе да размислуваат малку другојаче. Затоа мојот пристап ќе биде да ја деполитизираме и да направиме администрација со сите честни луѓе кои се таму и со она што треба да навистина да го направиме како промена, да го направиме за доброто на сите граѓани и да таму нема политика. И уште една работа во овој контекст кој сакам да ги замолам нашите гледачи, граѓаните на општина Кочани, дека треба малку и да ги надминуваме и нашите разбирања и сваќање за некои работи, односно да едноставно да не луѓето стануваат среќни на некоја туѓа несреќа. Тоа го чувствувам дека луѓето имаат едноставно желба да некој биде сменет, да не биде некој среќен. Тоа е краткотрајно. Ние мора да правиме процеси, мора да правиме проекти со кои луѓето навистина реално ќе ги правиме среќни, а не среќни со тоа што еден директор ќе го замениме со друг или не знам администрацијата некој ќе го замениме само заради тоа што имал различно мислење. Значи, мојот повик и апел за трпение и дека различностите се предност, а не негативна страна и за нив треба сите заедно да разговараме и да правиме навистина проекти и работи кои ќе бидат за доброто на сите граѓани на општина Кочани. Во тој однос, какви се релациите со партијата што застана зад вас на изборите? Имате ли поддршка од членството, од раководството за постапките што досега ги презедовте? Па, на почетокот морам да ви кажам дека со самото промовирање на мене како градоначалник, значи кога веќе беше јасно дека јас ќе бидам еден од кандидатите за градоначалник, јас побарав средба со раководството, односно раководните структури на партијата, бидејќи јас не бев член на партија, нити луѓето ме познаваат, нити знаат кој сум, нити јас ги познавав нив. Побарав една таква средба каде што ќе ги изложам моите ставови во поглед
на тоа како јас размислувам да ја водам општината, во колку ја добијам довербата на граѓаните. И таму состанокот беше во две групи, по група околу 30 на нешто на 30 луѓе. Значи, таму од кога ги изложив моите ставови во поглед на водењето на општината, едноставно ниту еден не се охрабри да негира или да критикува нешто од моите ставови, него спротивно на тоа бев поддржан максимално, значи едногласна поддршка дека е тоа што му треба на Кочани и дека навистина треба да се обстои и да се одржи една таква политика и еднаш да почнеме да ги минуваме работите реално, а не виртуелно. И тогаш, значи, неколку пати ги повторив моите ставови, бидејќи не добив некаков негативен став по тоа прашање. Денеска ми е многу полесно да се справам со сите тие презизвици кои не се мали, стојат, меѓутоа јасно и гласно кажувам дека тоа беа моите ставови, имавте прилика да кажете, денеска сум тој и од моите принципи не менувам. Значи, не е спорно и тие имат своји размислувања, своји сугестии, таму дека можеме да се најдеме, соработуваме и во главно моите сугестии во тој дел каде што е мојот домен е навистина тука едноставно не правам компромиси. Тоа што е во мојот домен едноставно пробам да го направам онака како што сметам и дека навистина немам проблеми и имам разбирање за тој дел. Нормално, ако треба некој објаснување, на некој да се разјасни зашто тоа и тука сум спремен да дадам отчет, меѓутоа за сега работите одат во една задоволителна граница. До сега Советот одржа 6 седници, вклучувајќи и она конститутивната. Впечаток е дека имате добри релации со Советот, колку и да има напади, значи оние препукувања на дискусии на седниците, е новинарски би рекол впечаток дека тоа се прави меѓу самите советници од двете советнички групи. Вие на некој начин водите една политика, ако така може да се каже, на еквидистанца и колку таа е реална во однос на Советот? Прифатлива? Па, констатацијата ви е точна. Значи, вака, демократијата е тоа да ние имаме различни мислења или различни ставови по одредени прашања за кои луѓето треба да разговарат и сигурно кога ќе седнат да разговарат и се изнаоѓат и решенија. Мојата определба беше дека Советот, односно општината ќе ја направиме транспарентна и отворена и дека за секое прашање ќе разговараме многу транспарентно отворено, да луѓето однапред знаат што е тоа што ние планираме да направиме и дека навистина транспарентно ќе отвориме дебата за секое прашање, па макар да биде и најгоршливо и наједноставно. Со тоа кажуваме на луѓето дека, односно на советниците кои ги представуваат во принцип граѓаните, дека нашата определба е транспарентно и јасно да правиме проекти кои ќе бидат за доброто на граѓаните и тука не гледам никаква причина да силно и гласно разговараме. Се договоривме дека на Советот ќе разговараме и ќе расправаме за секое прашање, што значи додатно донесов одлука со која на еден или друг начин мојата флексибилност е намалена за брзи реакции во одредени проекти, меѓутоа тоа го направи се со цел да за било кој проект советниците, а преку тоа и граѓаните бидат запознани она што општината има намера да го направи. Во колку има спротивставени ставови за кои се разговара, и јасно се укаже дека нема потреба од еден таков проект во тој момент, јас сум спремен во исти момент да го повлечам. Значи, не се работи за некакви суети, него се работи за практично дека ние сакаме да правиме проекти од кои благодет ќе имат сите граѓани на општината и пошироко. Од тука, мислам дека и советниците ја препознаваат таа политика и таа моја желба за едноставно искрен надпревар помеѓу сите нив, односно помеѓу сите нас и да разговараме за проекти кои ќе бидат за доброто на сите и верувам дека како до денес и од денес натаму ние ќе разговараме отворено и очекувам искрена и несебична поддршка за секој добар проект. За секој проект кој нема да биде соодветен, јас сум спремен да го повлечам, се со цел да им се каже на граѓаните дека навистина ние сме овде за добри проекти и за проекти кои ќе бидат од корист на сите граѓани, без разлика на нивната верска
национална или политичка определба. Претходно кога зборувавме во делот на вработувањето, односно менувањето на кадрите, рековте и самите дека сте направиле промени во делот на образованието, секогаш е актуелна тема образованието, поставени се нови ВД директори. Кому тие ми одговараат? Кој вработува нови кадри во училиштата? Како се прави тоа вработување? Значи, вака, секако со одредени консултации, бидејќи тоа е една поширока тема, беа изберени ВД директори, како што реков, вршител на должност директор, кои заедно со постојничките директори, пошто ние не извршивме промена сите директори, направивме еден состанок во локалната самоуправа, каде што разговаравме отворено за колку е битно образованието за сите нас и дека ние образованието мора да го вратиме назад, тамо каде што му е местото, пошто мислам дека го изместивме од правото место и дека треба да си го најде правото место, се со цел да институциите, односно училиштата, бидат производители на добри кадри. Само така може да добиеме и добра економија и добра иднина за сите и никако другојаче. Затоа седнав со директорите и разговаравме дека тие се назначени и тие одговарат на мене, значи јас сум тој кој ги поставува и дека тие треба да сносат одговорност, односно да креират политика со која ќе дадат резултати во делот на образованието. Значи, покрај другите работи, јасно и гласно кажав дека местото на еден директор не е на партиските митинзи, него на училиштето и да биде добар пример. Не е спорно нивното мислење, нивното партиска определба. Меѓутоа, ставањето на една или на друга страна, тоа значи дека на еден или друг начин на родителите и на учениците и покажува на која страна треба да се приклонат. Помалку или повеќе луѓето се зависни од луѓето кои се поставени на такви позиции и тоа јасно и гласно го кажав кога ќе приметиме таква работа, значи тука нема да има компромиси и ќе ги менуваме. Понатаму морам да ви кажам дека и дадов слободни раце, значи одврзани раце што се однесува до креирањето на наставните кадри. Значи, тешко на она образование и на она училиште каде што градоначалникот ќе ги бира наставните кадри. Тоа е работа на директорот и директорот носи таква одговорност. Јас имаше притисок таков или оваков за да влезам во таа шема. Јас видов дека таму постои покрај шемата и огромна дупка од која ги тргнав моите раци и оставив комплетно, ама комплетно, без ни едно мое инволвирање во делот на изборот на наставните кадри. Тоа е задача и обврска на директорите на училиштата. И само така, ако тие се одговорни, можеме да избереме добри наставни кадри и така можеме да имаме во иднина и добри кадри кои ќе произлезат од тие училишта. Затоа, кажувам, најодговорно пред целата јавност на општина Кочани дека сите шпекулации околу мешањето и инволвирањето на некој од или мое мешање во делот на кадровската политиката во училиштата, дека тоа не е точно. Точно е ова што кажувам дека директорите имаат слобода да си одберат кадри со какви ќе имат добар образовен процес и ништо повеќе. Во јавноста се шпекулира, ние делот тој дознавме, би рекол, меѓутоа се уште тешко се доаѓа до вистински информации, дека одредени надлежни органи, структури прават истраги внатре во општината за одредено незаконско работење во претходниот период. Како го коментирате ова? Па, тоа е квалификација која јас не можам да ја потврдам, нити да ја демантирам. Значи, јас уште неколку пати претходно реков дека јас сум од 25. октомври градоначалник на општина Кочани и дека апсолутно целосно сум посветен на работењето на локалната самоуправа од тој период па наваму. Сакам да кажам, она што било претходно, не можам да го коментирам, нити е моја задача, за тоа се има надлежни служби кои треба се до тоа, тие наводи, дали постојат или не постојат, имало или немало незаконско работење, тоа е во надлежност на
инспекцијските служби кои треба да се позанимават и тие да утврдат дали има нешто или нема нешто. Значи, јас вака паушално не можам такви квалификации да дадам, бидејќи навистина нити сум повикан, нити пак моја работа, нити пак сакам да се враќам од 25 назад, не сакам да копајќи по минатото да не избега иднината. Иднината е таму каде што навистина треба да се посветиме и таму лежат резултатите. Минатото е минато. Тогаш во овој сет прашања што сега ќе следуваат, ќе зборуваме за она што ќе предстои, бидејќи досега зборувавме како досега поминале овие 100 дена. Имаше ли во изминатите 100 дена некои проекти крупни, капитални, кои што можат брзо во наредниот период и да се реализираат во практика? Токму така, значи, прифаќањето на мојата функција градоначалник на општина Кочани се заснуваше врз базата на тоа што сметам дека може општината да се менаџира на еден друг начин и да се дадат приоритети различни, односно приоритети кои ќе бидат навистина важни за граѓаните и кои ќе променат нешто во начинот на живењето на сите жители на општината. Од тука, значи, ентузијазмот не напушта, него напротив работиме на реални проекти кои наскоро за дел од нив ќе слушнете. Јас дел ќе спомнам од тука за кои ние разговараме, се договараме, дел заради карактерот на работите ќе оставам да ги соопштам за некој ден. Не знам, не можам денеска да кажам, ама веројатно во наскоро ќе имаме шанса да слушнеме некои убави работи за одредени проекти. Една од работите со кои ја најавивме и од капиталните инвестиции се најавени, тоа е изградбата на браната Речани, за која имавме повеќе разговори со владата, со министри од владата и каде што се успостави дека во принцип дека тендерот е добиен, изведувачот е изберен, меѓутоа нема градежна дозвола. Значи, јас одредено време од прилика еден месец од мојот мандат се занимавав со обезбедување на имотни листови кои за експроприирано земјиште кои не беа обезбедени. Тука помогна сите мои вработени се со цел да ги обезбедиме тие имотни листови што се потребни и да дојдеме до градежна дозвола. Во принцип, досега имаше изберено изведувач, меѓутоа не постоеше градежна дозвола, значи дозвола за градење не постоеше. Во разговорот со министрите, апсолутно имам огромна поддршка дека овој проект ќе биде реализиран. За жал, на времето за една година веројатно ќе биде пролонгирано, бидејќи работите стојат веќе една година, не се помрднуваат. Значи, нема дилема дека наскоро ќе се објави почетокот. Прашањето е сега на кое треба владата да најде одговор е дали ќе ја продолжи изведбата на браната Речани со изберениот изведувач, за кој се проверуваат сите постапки, дали постапката е правилна или не. Има некои сознанија дека во делот има некои неправилности во делот на експроприацијата на земјиштето колку што сум упознаен и дека и таму се вршат некои испитување. Очекувам се на се, очекувам наскоро еден позитивен одговор и мојата заложба е и ќе биде да остане изберениот изведувач, бидејќи со тоа ќе го скратиме и почетокот на работите за околу 6 месеца. Во колку се одлучи да се оди на нов тендер, да се бира дали истиот или друг изведувач, ако се направи постапка, тогаш најмалку 6 месеца ќе ни одат во залог. Затоа, мојата заложба е, во колку е тоа можно, во колку е тоа се во законот, да остане изберениот изведувач. Тоа е еден од крупните проекти на кои работиме. Имаме и повеќе проекти, значи еден дел се поддржани од страна на владата, други се проекти од разни повици кои ни се во план, за кои веќе аплицираме. Една од работите кои можам сега веќе да ја соопштам, тоа е дека со помош и поддршка на Министерството за култура, дека во Кочани се добиени, значи, за Центарот за култура, нашето популарно кино, кој објект е многу важен за Кочани, не само како објект дека е тоа кино, него и како едно културно наследство кое ни останува од еден друг систем, каде што проектантот
кој го проектирал проектот е навистина добар проектант и проектот е многу добар и сакаме автентично да го задржиме неговиот изглед. За таа намена за почеток добивме 13,5 милиона денари, кои средства веројатно нема да бидат доволни, меѓутоа има најави дека за со ребалансот на буџетот веројатно ќе се обезбедат уште додатни средства да можеме да го реконструираме комплетно Домот на културата. Ќе биде одлука на стручните лица што најпрвин, веројатно ќе се одлучат да ја направат фасадата, кровот и се што е надворешно да го заштитиме, а после тоа веројатно следи уште една толкава акција каде што треба и внатрешно комплетно да биде реновирано и да се стави во функција на граѓаните. Понатаму се залагавме и имаме огромна потреба за проширување на капацитет на детските градинки. Значи, ние направивме усилби тоа што ни стоеше на располагање, ќе направиме уште 3 паралелки, веќе целиот концепт е разработен, просторите се најдени и оспособени, чекаме само на контрола, на уште една контрола, финална контрола на Министерството од труд и социјална политика и одобрување на 6 нови вработувања, да ги стартуваме уште 3 паралелки, каде што ќе сместиме, значи, двете групи ќе бидат до 2 години, а другата ќе биде за малку по-возрастни деца. Така да, колку толку ќе го ублажиме сега овој притисок кој е најавен, поготово во делот на јаслите, каде што имаме негде на 80 деца кои чекат нивно згрижување. Во тој контекст тука не завршуваме, него продолжуваме. За наша среќа, успеавме релативно брзо, бидејќи во моментот се работи и деталниот урбанистички план од градска четврт 6, односно 9, значи 9, градска четврт 9, тоа е делот на Дрчевик, над каналот, каде што најдовме простор и направивме план за изградба на уште една детска градинка, каде што заради брзината што ни беше потребна за да конкурираме на еден повик, од Министерството за труд и социјална политика најдовме донатор, фирма од Скопје која ни донираше, односно го изработува комплетниот проект, кој е за мене и според коментарите на стручните луѓе еден прекрасен проект, бидејќи тоа е и положбата на земјиштето е така да дозволуваше да се направи една добра конфигурација и еден убав проект кој се надевам дека ќе биде гордост. И таму имаме ветување од Министерството за труд и социјала дека ќе добиеме помош и плюс сопствени средства кои веќе ние ги најавивме кога аплициравме за тој проект. Очекуваме дека карабина ќе го завршиме со тие пари, а понатаму ќе продолжиме да аплицираме во разни дали во прекогранична или во било каква комбинација, ќе продолжиме да конкурираме на разни проекти се со цел да го завршиме и овој проект. Понатаму во делот на инфраструктурата, значи тоа што можевме ние да направиме, секако дека пробавме во зимскиот период во Оризари, како и на други места, таму кај што беше најкритично, каде што имаше кал, дека луѓето не може да дојдат до сопствените домови, направивме една акција каде што асфалтот што се гребеше со помош на Агенцијата за државни патишта, го земавме асфалтот и ги тампониравме тие улици што еден голем дел од Оризари е покриен и веќе нема такви проблеми какви што имаше. Сигурно дека тоа е далеко од конечно решение, меѓутоа сепак направивме една акција која навистина долго време не беше направена и дека жителите беа доста срекни, бидејќи имаше куќи кои се изградени од 82 година и нема можност да си во зимските услови да си дојдат до своите домови. Со ова навистина сега ситуацијата е сосема друга. Продолжуваме со многу други проекти. Сега работиме на повеќе проекти исто така, со кои ќе аплицираме во прекогранична соработка со соседна Бугарија. Значи, таму направивме посета на 2 општини, односно ќе имаме соработка со 3 општини. Едната соработка ќе аплицираме за проекти преку Источнопланскиот регион за еден проект, тоа е
мултикултурниот центар, кој имаме намера, кој за жал, заради состојбата во која е навистина предраспаѓање, таму се соочуваме со огромен проблем на влага, каде што без санирање може да се случи и да падне објектот, затоа сме цврсто решени сега во овие повици да најдеме сила и средства да тој го реконструираме комплетно и еднаш за секогаш да го решиме проблемот со влага и со тоа возможиме тоа катче навистина да стане функционално, каде што дел од уметниците ќе си најдат свое место и за таму имаме конкретна замисла како да го водиме, со какви проекти и така натаму. Меѓутоа најпрвин сакаме да овој проект го реализираме, а после тоа и за негово конкретно и целосно ставање во функција. Понатаму, во моментот, во соработка со семејството Чемерски, разговараме за реновирање на споменикот на Слободата, односно за уредување на целото катче, значи со парк и со се другото што треба. Тоа е во градска четврт 9 и таму се работи на урбанистичкиот план, на деталниот урбанистички план. Минатата недела имавме посета од планерите од Скопје, со кои начелно ги договоривме сите работи што треба да бидат направени во делот на тој комплекс, бидејќи тоа е доприлично голем комплекс и мора да биде направено соработка со уметниците кои учествувале во изvedбата на споменикот. Не смееме да ја нарушиме неговата функција, автентичност и тоа треба да биде направено се во тој амбиент. Во моментот се работи на проект за уредување на паркот и со тој проект имаме намера да аплицираме во прекогранична соработка во делот на уредувањето на паркот и целокупниот тој простор околу споменикот. Со семејството Чемерски, значи сопругата на Чемерски, беше присутна во општината минатата или предминатата недела со еден уметниците кои што треба да се погрижи околу реставрирањето, односно поправката на споменикот и веројатно сега набрзо ќе следи и таму еден проект со кој ќе конкурираме на една или на друга страна и сакаме тој дел, тој простор да го уредиме и да биде едно пријатно катче за граѓаните на општина Кочани, бидејќи сите знаеме дека зеленило ни фали и немаме друга можност каде да го шириме паркот. Овде ќе се потрудиме да направиме едно катче каде што секој или секоја генерација ќе си најде свој простор и свое место. Не го споменавте туризмот, се залагавте во предизборието за развојот на туризмот, овде пред се мислам на планинскиот, на Пониква. Какви се заложбите, останувате ли на тоа? Сакам уште еднаш кратко да се навратам на овие проекти. Значи, јас само напоменав неколку проекти, има уште еден проект кој не можам да не го споменам, иако ќе бидам многу внимателен во спомнувањето, бидејќи навистина понекогаш има работи кои покрај моите желби и напори одат понекогаш од друг правец, значи многу внимателно ќе го спомнам. Значи, има еден проект кој се вика Осоголски рајски патеки и со кој е конкурирано аплицирано за добивање на донација и сите мои напори што ги направив во делот на тоа што ми стоеше на располагање, постојат индиции дека постојат реални шанси да тој проект биде реализиран. Навистина тоа ќе биде еден убав проект и кој ќе биде исто во делот на туризмот. Значи, тоа се патеки кои, почнувајќи од градот Кочани, па ќе продолжат патеките до околу браната градче и ќе продолжат до Пониква, до паркингот. Тамо ќе имаме паркинг плац уреден, ќе имаме една зграда која ќе биде планинарски дом со 20 на соби. Едноставно еден убав проект кој, надевам се, дека наскоро ќе можеме да го обелодениме и да кажеме и за сумата за која се работи и за изворот од каде. Значи, тоа е еден показател дека ова што го поставите вие како прашање, дека на туризмот ќе бидеме посебно посветени. Јас и како кандидат за градоначалник повеќе пати најавив дека она што ни стои како индустријски потенцијал ние ќе го користиме и ќе продолжиме да се надоградуваме, меѓутоа според она што го гледам тенденција во Европа и пошироко и во нашиот соседство, дека тенденција е туризмот.
Кочани има природни богатства кои засега се многу малку или воопшто неискористени. Едно од природните богатства кои ни стои на располагање и голема штета што не е искористено, тоа се минералните води кои ги има во изобилство, односно 300 литра во секунда, а во моментот се користат многу мали количини за загревање на дел од училиштата и во делот на оранжеrijското производство. Меѓутоа, ако погледнеме какви се температурите денеска, и можеме да констатираме дека оранжериите скоро и да немат потреба од топлата вода, што значи искористувањето, односно испомпувањето на користењето на природните богатства е паднато на толку ниско ниво да во принцип ако продолжи вака ќе се постави во прашање и функционирањето на целиот тој систем, и затоа е неопходно да се размислува малку пошироко, поглобално, покрај до сега постоечките капацитети да се користи, да биде искористено и за балнеолошки спа центри. Мислам дека таму лежи иднината во тој дел и мислам дека ово природно богатство треба да го максимално искористиме и јас веќе ги направив не само еден, повеќе контакти и повеќе разговори, во кои дел и во разговори со владата, значи има најави од таму дека ќе ни дадат поддршка во делот на изнаоѓањето на партнери. Значи на нас ни требаат сега пионери, партнери кои ќе се одважат да вложуваат во хотели, значи хотел спа центри, само со висока категорија. Значи пионерите мора да бидат со висока категорија. Лесно ќе ја симнеме категоријата, тешко ќе ја качиме нагоре. Затоа мојата заложба е и цел е да сега најдеме средства да изработиме едно иднойно решение и проектна задача и проект, комплетно проект за еден хотел спа центар за кој имаме две локации, значи ние имаме две градежни парцели во близината на постоечкиот базен, значи во непосредна близина на водот на топлите води, на цевководот, и таму има идеални услови за два хотела. Големината на парцелите е нешто преку 5000, скоро 6000 квадратни метри, што сметаме дека проектантите ќе кажат, меѓутоа дека е доволно за еден таков комплекс. Ние веќе ги имавме, јас веќе ги имав првичните разговори со фирма професионална, значи бараме професионалец кој ќе направи еден таков проект. Тоа е фирмата Гейнк од Скопје, која има преку 200 архитекти кои беа на лице место и ги собра сите неопходни податоци со цел да отпочне постапката околу изработка на идејно решение и проект со кој ќе аплицираме понатаму да бараме инвеститори. Значи прва ни е задачата да најдеме средства со кои средства ќе го, односно донатори кои ќе ни донират средства за изработка на проектот, со кој проект ќе пробаме да аплицираме, односно да настапиме надвор од Македонија. Тука ја очекуваме и поддршката од министрите од владата кои најавија дека и тие ќе ни помогнат во делот на аплицирањето, односно до изнаоѓањето на стратешки партнер кој ќе изгради еден таков објект. Значи проблем е да најдеме првиот кој ќе биде, а после тоа веројатно ќе биде многу полесно кога ќе имаме пример. Зборам дека ќе бараме инвеститор од надвор, бидејќи тоа се работи за еден проект кој е прилично скап и дека луѓето во Македонија тешко се одважуваат да инвестират во вакви скапи проекти, и мислам дека намената му е за туризам, а туристите веројатно треба да ги донесеме, да ги намиреме од надвор. И затоа мислам дека со изноѓањето на некој инвеститор попребен во соседна Бугарија, каде што има австрици инвестирано во хотелски комплекси, и нашата определба треба да биде да анимираме некој инвеститор, дали Швајцарија, Австрија, Германија или не знам од тие земји, се со цел да кој има искуство за да може туристите да ги носи, бидејќи на вистина ова вода која ја имаме, ова природно богатство нуди многу добар квалитет и на вистина е идеално за спа центри и за балнеолошки капацитети. Имаше едно подпрашање, вака сега ми се наметнува на една од седниците на Советот во делот на постојниот комплекс околу базенот. Какви се намерите? Се најавуваше во претходниот период негово покривање и изградба на придружни објекти?
Дали ќе го задржиме или... Значи вака, морам искрено да кажам дека за тој постоечки базен и за целиот тој комплекс има договор со еден домашен инвеститор, значи јавно-приватно партнерство кој е доведен до подпишување на договор, кој договор треба да оди пред Советот. Меѓутоа, заради обемот на работата кој ни стоеше пред нас, заради навистина 100 дена се 100 дена, меѓутоа ако се вратиме на назад во тие 100 дена што се ние требаше да припремаме за да функционираме нормално, само у кратки црти, значи ние дојдовме и затекнавме една ситуација каде што општината имаше огромни долгови. Понатаму буџетот не беше функционален бидејќи како на приходната така и на расходната страна немаше извршување на буџетот, беше неминовно да направиме ребаланс на буџетот. Значи прво ни требаше време да влеземе во целата таа работа за да видиме кои проблеми, што се тоа приоритети и така натаму, се со цел да направиме буџет кој ќе биде во функција и развоен и значи пред се да направиме ребаланс на буџет со кој ќе ја завршиме годината и да исполнувањето на буџетот биде колку толку реално, бидејќи вака ако го ставевме, значи едно реализацијата на двете страни ќе беше катастрофална лоша, а и понатаму ќе оставеше лоша слика во делот на аплицирањето на било каков проект кога ќе имате извршување на буџет од 50% е навистина невкусно. Затоа ние прво направивме ребаланс, го намаливме буџетот како на едната така и на другата страна, а после тоа отпочнавме процес за изработка на новиот буџет, каде што навистина пробавме да воведеме и нови принципи, да бидеме во духот на тоа што го претходно кажав, транспарентна и отворена општина. На нас ни требаше да отвориме дебата со граѓанскиот сектор, поготово во делот на програмите за културата и спортот. Значи, отворивме дебати каде што сакавме луѓето и имавме размислување како да се подели тој дел од колачот навистина малку по-принципиелно или според заслуги. Меѓутоа, за таа работа, покрај нашата желба и волја, потребно е и од другата страна разбирање и сваќање и мислам дека се уште не сме созрели за еден таков процес, навистина квалитетот да го цениме и да му дадеме предност и затоа во овој момент повторно се откажавме од таа идеја да строго останеме на определбата на бодирање некакво во делот на спортот, кое поред моје мислење ќе дадеше малку реална слика и она што треба да го финансираме повеќе. Заради немање на слух и разбирање од сите инволвирани, се одлучивме да поделиме, односно тој колаж да го поделиме финансиски екипа по екипа и да се договори која сума. Значи, ни стоеше процес за кој не стигнавме да дојдеме, зборот ми беше, не дојдовме да ги отвориме и овие темни за јавно-приватно партнерство и веројатно сега, дали на наредната или после таа седница, ќе го ставиме на седница на Советот и дека ќе се расправа и за тој договор и во колку добие согласност од советниците, ние ќе оставиме да тој проект се реализира. Напоменувам дека не сум информиран за содржината, не сум инволвиран, тоа е направен прилично порано и дојдено е до договор, меѓутоа тој договор не е поминат на Совет и така стои, останува на овој Совет и на мене како градоначалник да тоа го спроведеме и реализираме нормално во колку Советот даде согласност и зелено светло за реализација на тој проект. Пред малку зборувавте дека било потребно да се направи ребаланс, сакајќи да ја дадете сликата што сте работели во изминатиот период. Дел од причините за ребалансот се и големите долгови. Голема задолженост искажавте уште на првата пресконференција кога излеговте пред медиумите и пред јавноста, рековте дека долговите најголем дел се во образованието, односно превозот на учениците. Тоа беше и познато всушност. Меѓутоа излегоа и некои мали поситни долгови што сепак влијаат во делот на покривањето на сите обврски што ги имаат пред се училиштата, неплатена струја и други давачки. Што вие ќе преземете во наредниот период да се намали оваа задолженост? Па не само образованието, значи долговите се и во општината, ни малку не се мали.
Значи, ние, кога дојдовме, долговите на тековната сметка, значи тековно имаше фактури донесени за наплата за негде околу 800.000 евра, и ако плюс на тоа да ги додадеме кредитите, кои ние треба да ги плаќаме, и инвестицијата за осветлувањето и така натаму, значи тоа се средства надвор од образованието прилично замашни, кои навистина не дават комоција. Едноставно ние мораше да се стегнеме и да направиме план како се тоа и ќе го сервисираме и ќе се справиме со новата ситуација. Значи, долговите од 800.000 евра за една општина како Кочани, значи само зборам по фактури, не зборам по фактури, по кредити, друго, значи зборам само она што е текот на работење, не е ни малку наивна работа и таа ни прави се уште тешкоти, меѓутоа морам искрено да кажам дека ние пробавме да ги рационализираме, значи не да штедиме, него да ги рационализираме трошоците, и морам да ви кажам, да ви се пофалам дека имаме релативно добар успех и дека одиме напред, и дека оптимизмот дека ние ќе излеземе на крај со ова состојба не напушта, напротив, оптимизмот секој ден станува поголем, бидејќи навистина скративме се што е непродуктивно, одиме само продуктивни трошоци, и ние дојдовме во ситуација да воопшто не е во прашање секој, значи, ликвидноста или финансирањето на сегашните потреби. Ние сервисираме од стариот долг и имаме вратено, значи, на градежни фирми кои имат изведено проекти, ние имаме, значи, околу неколку милиона денари имаме веќе вратени стари долгови, да не ги прецизирам сумите до крај, значи и секојдневно чистиме од тие стари долгови, ама нема недела да ние некој долг не сервисираме од заостанатите, а за ново настанатите да не станува збор. Значи, апсолутно водиме политика да не ги доведеме и другите во незавидна положба со нашето работење, едноставно пробаме тоа што сега го ние заговараме и договараме да биде веднаш и платено. Значи, ова што е тековно го чистиме, а од старите долгови еден по еден ги расчистуваме и сме на добар пат да ги расчистиме долговите, и тоа ни дава за право да бидеме оптимисти дека и понатаму ќе имаме и шанса за нови проекти и за нови работи. Значи, за жал, ова што претходно го реков, не можам на една работа да не се навратам. Значи, покрај тоа што беше како долг, ние дојдовме во ситуација пред околу средината на јануари, или не знам кога беше, добивме скутер и полнач на струја, кој вие го рекламиравте или кажавте дека е тоа донација. Не, тоа не е донација, тоа е скупено со пари од општината, кои не се платени, значи треба да се плати. Меѓутоа морам да кажам и на вас и на граѓаните да знаат дека ние денеска добивме понуда од ЕВН да ни инсталират 2 полначи на струја бесплатно на паркинг плац, што значи дека ние преварително плативме 9.500 евра пари, односно треба да платиме 9.500 евра кои можевме да ги намениме за нешто друго, бидејќи веќе ЕВН донира вакви полначи, а ние се уште го немаме ни стартувано, така стои како украс пред општината. Делот на образованието, реков, е интересно. Превозот ќе се решава, онај што е долг за добавувач? Значи, и во тој дел имаме напредок. Значи, прво, кога дојдовме ние, направивме еден нов клуч за распределба на блок дотациите. Значи, со тоа возможивме една правилна распределба. Значи, едноставно, параметрите кои се важни, односно кои каде што има трошоци, пробавме да ги ставиме на реална основа, односно да ги делиме средствата врз база на паралелки и број на ученици. Значи, по едниот основ, знаете, другиот основ е фиксен, значи платите се фиксен, додека другите трошоци од блок дотациите ги поделивме 70-30 во однос на бројот на учениците и паралелките. Така да секој сега знае колку добива, и со тоа е јасно, секој директор треба да си ги планира средствата кои што му стојат на располагање, и со тоа се овозможи да училиштата дел од средствата кои се наменети за друга намена ги заштедуваат, и со тоа го намалуваме веќе долгот и
према добавуваш, односно према превозникот. Средствата не сме ги таму ги намаливме за 2 милиона денара, значи беа 36 милиона денари. Само за по основ на превоз додолжиш образованието, денеска го тоа намаливме на 34, со тоа што со тенденција, со новите блок дотации, дека со надеж сме дека ова година навистина ќе го намалиме барем од прилика за едно 10 милиона денара, значи тоа е нашиот, да не кажам, песимистички очекувања, а оптимистички може и нешто повеќе, бидејќи се зависи од тоа како и директорите ќе смогнат сили да уште по нешто заштедат и да едноставно овој проблем со долгот во делот на превозот го надминеме. Значи, тоа е еден проблем на вистина горшлив и кој на вистина треба во иднине да му се посветиме и да побараме едно на вистина соодветно решение. Кај мене има и доста поплаки од страна на директорите, бидејќи превозникот според договорот треба да ги вози учениците. Меѓутоа, денеска имав средба со еден од директорите, каде што ми се жалеше дека во автобусот покрај учениците се возат и возрастни луѓе, значи не е тоа специјален автобус, каде што ние мора да реагираме, едноставно превозникот да до крај си ги исполни условите од договорот. Понатаму на нас не е познато дека бидејќи ние плаќаме за тоа, значи дали децата се возат или не, ние им плаќаме, бидејќи таков е договорот направен, значи договорот е направен според бројот на учениците кои треба да се возат на една релација, а не фактички колку се возат. Значи ние имаме сознание, правиме разни контроли и согледување, се со цел да добиеме една правилна слика што ќе правиме во наредниот период. Ова што е направено некако како во идниот период. И ние имаме сознание дека од одредени училишта, бидејќи автобусите се движат во втора смена, поготово во вечерните подоцни часови, после 6 или 7 час, дел од учениците нема до тогаш настава, дел заради слободата си одат со такси или не знам што, и многу малку се возат, а ние за сето тоа плаќаме. Значи ние тоа го имаме констатирано со разни контроли, проверки кои се направени, и тоа е една тема за која ќе мора, кога ќе дојде време, да ја отвориме и да разговараме најтранспарентно, да најдеме соодветен начин да го плаќаме реалниот трошок. Значи никој не треба да бега од плаќање на реалниот. Меѓутоа, во моментот, договорот е така да дали ќе се вози некој или не, ние плаќаме за секој ученик што го имаме на број, односно на список, и е подалеку од 2 километра. Пред да преминам на друго прашање, само еден краток одговор. Останувате на определбата за јавен градски превоз и она што општината го субвенционира? Да, токму така. Ние остануваме на определбата за субвенциониран градски превоз, и градскиот превоз се уште не е укинат. Меѓутоа, заради примедбите околу постапката која треба да биде направена, значи ние мораше да го прекинеме овој дел, значи меѓутоа со превозникот е постигнато согласно се до изнаоѓање на решение, превозот значи се врши, тука нема никаков сомнеж, значи граѓаните го користат превозот и по цените кои што ги плаќат граѓаните. Ние направивме нова постапка, целосно она што беше нелогично односно според надлежните инспекцијски служби, нелогично во делот утврдувањето на постојките, во делот на сето она што треба да биде обезбедено, ние го отклонивме, направивме нова постапка со нови одлуки преку Советот, се најтранспарентно, и во тек е јавната набавка и ќе биде изберен повторно најповолен добавувач и јавниот, односно субвенционираот јавен градски превоз ќе продолжи. Во изминатите минути додека зборувавме за другите прашања, ги споменавте и поддршката на спортот и културата како дел од овие обврски на расходната страна на буџетот на општината. Се подготвува оние трибини за кои што веќе спомнавте, и на овој начин на распределба на средствата. Како досега стојат работите? Имаше незадоволства, меѓутоа сепак барате решение како порамномерно да ги распределите? Значи, токму така, јас веќе напоменав, ние пробавме преку трибини на сите засегнати, односно сите спортски клубови и културни друштва да дојдат и да ги искажат своите желби, своите намери, се со цел да едноставно дојдеме до едно решение кое ќе биде поприфатливо за корисниците на
на овие средства. За жал напоменав дека намерата која имавме да едноставно на квалитетот на оние што спортисти кои постигнуваат подобри резултати и се даде повеќе, некако во овој момент беше неприфатлива и се вративме на едно решение кое мораше да биде компромис. На вистина овие трибини не беше една, значи тоа беа повеќе трибини и во општината, после тоа правевме состаноци, немаше расположение да помине, значи на комисиите, односно неприфатливо беше за спортските друштва да бидат бодирани на тој начин. Ние остануваме на идејата и да размислуваме за следната година да си дадем малку повеќе простори да се припремиме да и најдеме еден адекватен начин кој ќе биде стимулативен, да спортистите навистина се надпреваруваат и да добиват поени преку кои ќе добиват повеќе пари од колачот кој ќе биде наменет за таа за спортот од општината. Тоа слично се однесуваше и во делот на културата, каде што ние јасно и јавно отворивме една дебата, каде што граѓаните сакаме да ги прашаме дека ние имаме средства одвоено за културата. Меѓутоа граѓаните треба да кажат што е тоа што сакат да се финансират со тие средства. Значи, ја отворивме до крај. Нормално и во таа работа ние имаме неколку манифестации што се традиција веќе и сакали или не, ќе ги поддржуваме, значи во рамките на потребите. Ако граѓаните кажат дека денови на Оризот треба да трајат 3 дена, ќе финансираме 3. Ако треба 5, значи оставаме на граѓаните да кажат и тие традиции што ги имаме, сите ќе ги одржиме и ќе ги поддржиме и сме отворени и имаме средства за поддршка и на други културни манифестации кои дали граѓани или граѓански здруженија ќе ги изложат, ќе ги поднесат како проекти, ние ќе ги поддржиме, бидејќи навистина сме одлучени се што она е интерес на граѓаните да биде поддржано. Понекогаш не со толку средства колку што очекуваат, меѓутоа ниту еден проект нема од наша страна да биде потргнат настрана. Спротивно на тоа, се што е во однос на културата и спортот ќе го поддржуваме и натаму. Дури во делот на масовниот спорт сме спремни уште нешто повеќе да направиме, се со цел да луѓето ги мотивираме да спортуват и да бидат во иднина и наши добри амбасадори. Иако општината нема обврска законска да се рекламира и да дава поддршка на медиумите, во овој пакет се и медиумите, веројатно имаше искуство во изминатите години да некои медиуми се преферираат, а други бидат ставени настрана. Како вие ќе постапите? Добро, мислам дека прашањето ви е добро и тука негде лежи одговорот. Значи, ние видовме како не треба да биде. Значи, ова е една добра поука дека се надевам дека сите ќе не поддржите да не ја направиме истата грешка и да не фаворизираме некој, него едноставно колку и да е мал тој колач во делот на медиумите, да биде во знак или во делот на поддршката на се она што е медиумска покриеност на локално ниво. Значи, нашите размислувања се да се најде форма, се што е медиум, значи двете телевизии, радиото и електронскиот медиум, секој во сам, сега тоа се различни категории, не можеме да ги ставиме во една категорија, значи секој во рамките на тоа што го работи да биде поддржан и од локалната самоуправа. Наш интерес е да имаме навистина медиуми кои ќе бидат тие што ќе ги пренасат и добрите, а секако и да бидат и добри критичари на она што не е сработено како што треба. Значи, медиумите се потребни на граѓаните, ни се потребни на нас, тие се добар коректор на сите нас и моја определба ќе биде во колку изнајдеме решение, а решението треба да произлезе од тите инволвирани страни, пред се и малку подобра комуникација помеѓу самите медиуми, ние сме отворени и спремни да направиме јавна набавка која ќе бидат вклучени сите. И при крај на овој разговор, бидејќи полека се приближуваме кон крајот, иако можеби не почувствувате дека помина цел час. Не бе, кратко е, треба да има уште многу работи да кажеме. Така, има уште многу работи, меѓутоа сепак би сакал во интерес на времето и на гледачите, на вниманието да го задржиме на гледачите. Само уште едно подпрашање во делот на хигиената, која што рековте и самите во разговорот се трудите да ја подобрите. Има ли капацитет комуналното јавно предпријатие Водовод со овие ресурси, со овие кадровски потенцијали тоа да го заврши или размислувате за можеби некаква реорганизација? Па вака, ние го затековме јавното предпријатие такво како што е и пробаме од тоа да извлечеме максимум, да направиме максимум
што можеме да направиме. Навистина се соочуваме и во тој дел со огромни проблеми, така овие денови сме во постојана комуникација со директорот на јавното предпријатие, имат огромни проблеми со возилата за исфрлање на смет кои се стари по 30 или повеќе години и веќе не функционират. Значи бараме разни решенија како би го решиле тој проблем, се со цел да сметот биде изнесуван на време. Едно што можам со сигурност да го кажам, тоа е дека нашата определба е да ние максимално сме посветени и ќе бидеме посветени во делот на хигиената на градот и дека навистина овде не сме идеални, али имаме навистина подобрување и дека на тоа ќе работиме. Меѓутоа и во ова прилика и мојот апел до сите сограѓани, наши сограѓани, на крајот за хигиената и за чистотата на градот сите носиме одговорност, бидејќи често пати ние граѓаните знаеме да кажеме, знаете што Швајцарија или Словенија или Австрија колку е чисто. Меѓутоа забораваме од друга страна да кажеме дека кога сме ние во тие земји не пуштаме ни еден пикавец од цигара долу, али нешто друго. Кај нас сите си дозволуваме повеќе или поволку да фрламе кој каде ќе ни падне. Значи мора прво и овој дел од работите, од нашата свест да ја подигнеме секој поединечно и да допринесеме навистина за подобра хигиена и за поубаво кочани за сите. Настрана од сето тоа што се случува или колку граѓани ќе го одржуват хигиената или ќе се грижат, ние, односно локалната самоуправа заедно со јавното предпријатие, бидејќи тоа е задача, максимално остануваме посветени и сме во потрага со понови возила, нови или половни, значи бараме на сите страни, веќе во потрага сме да најдеме решение се со цел да навистина градот, хигиената во градот биде одржана на едно ниво, задоволително ниво во кое секој убаво ќе се чувствува. Не само хигиената, значи со јавното предпријатие работиме уште на неколку други проекти во делот на зеленилото, обновување. Денеска веќе разговараме за жардинерите кои се околу трговскиот, кај кафетериите, да сите тие на еден или друг начин ги обновиме. Имаме и многу други размислувања, идеи кои ги заговараме, ако најдеме средства, значи на размислување сме во делот од раскрсницата Чеплен па до крајот на автобуска станица, зеленилото што е на средината на булеварот, да го реновираме, да направиме налик нешто што се прави во Скопје, да најдеме решение да го подигнеме странично, да го наполниме со земја, со разни зеленила и цвеќиња, се со цел барем овој дел овде што е централно биде едно убаво катче. Значи разговараме за тоа, имат задача нашите проектанти веќе цртат проекти, да видиме какви ќе бидат понудите, ако смогнеме сили да што е можно побрзо го решаваме и тоа, меѓутоа без разлика на тој дел, сите зелени површини веќе ќе се приуредуваат, набавена е една нова мала машина која ќе помогне во обработката на земјата, се со цел да она што е зелена површина на бистина биде зелена површина. Малку можеби здодевни ќе бидеме, меѓутоа на крајот и прашањето околу кучињата скитници, секако дека тој проблем се провлекува со години, се наоѓаше оператор кој што ја дава услугата, меѓутоа ефикасност барем до сега не видов. Точна е констатацијата дека проблемот со кучињата стои, е постоечки. Тој е можеби постоел и порано, меѓутоа во последно време му се дава многу голема тежина и ние се соочуваме со тој проблем од две страни. Едната страна е тоа што треба да се грижиме за сигурноста и безбедноста на граѓаните, бидејќи ни се случува често да имаме каснување од кучиња, што навистина не е убава работа и тука ние правиме максимални напори. Ние понатаму имаме значи јавна набавка, имаме со фирма од Куманово која треба да ги згрижува, меѓутоа во последниот период се соочуваме со еден проблем кој се вика реакција на граѓаните и тогаш кога ние ќе ги повикаме тие да дојдат, се соочуваме со разни
реакции како нехуман третман на кучињата и ред други работи, и понекогаш сме соочени со проблеми да едноставно фирмата која што е задолжена да ова работа ја обави, дека реагира и веројатно и ќе се откажат да не ги вршат тие услуги во Кочани, бидејќи немат разбирање од нашите сограѓани. Јас ги разбирам и нив, и дека навистина, ако сакаме ние да чуваме миленијчиња, треба да се грижиме за нив и да ги чуваме навистина како што треба. И една е грдата слика, друга е стравот што граѓаните, нашите сограѓани го имат од кучињата, поготово јас сум сведок, денеска ги гледав околу таму кружниот тек. Поминав, имаше сигурно десетина кучиња што навистина е неубава и небезбедна гледка, и дека ние немаме друг избор освен фирмата која е изберена за таа акција да ја повикаме и повторно да продолжиме со акцијата. Нормално тоа што е во рамките на нашата моќ, со укажување за третман и за намалување на тој проблем. Да го искорениме тешко, меѓутоа во рамките на нашите можности ќе продолжиме да се грижиме за овој дел, кучињата скитници да бидат решени на начин како што е предвидено со законот. Барем за сега друго решение не гледаме. Значи стационар ние како локална самоуправа не можеме да направиме, немаме ни такви услови, немаме ни такви средства. Навистина за тоа се потребни средства, и за тоа според законот е предвидено фирми кои имат соодветни услови направено, значи одобрени од страна на инспекторато, и за сега единствено решение е тоа, и ќе постапуваме и во иднина кога ќе приметиме ваква состојба како што приметуваме сега во моментот, ќе ги повикаме и ќе мора тие да бидат соберени и соодветно третирани. Она кое што го најавивте, транспарентноста на почетокот на мандатот, веројатно ќе го продолжите во наредниот период. Ова интервју е само почеток, веројатно ќе имаме можност и во наредниот период повторно да разговараме за теми и проекти кои што ќе се реализираат. Ви благодарам за издвоените минути за ова гостување во Осумаголник. Значи, што се однесува до транспарентноста, тука не треба да имате никаква сомнеш, бидејќи мојата определба е само транспарентно и никако ништо друго не ни треба. Едноставно, јас транспарентноста ја најавив преку тоа што на Советот ќе расправаме за секоја ситница, однапред пред да се случи, за да не дојдеме во ситуацијата како што спомнав, купуваме скутер или купуваме полнеж за струја кој не ни е потребен. Значи за тоа ќе имат граѓаните и советниците можност однапред да дискутират и да утврдиме, да потврдиме тоа што ни е потребно, и само тоа ќе го реализираме што Советот, односно граѓаните ќе мислат дека е потребно и ништо друго. Значи, со тоа потврдувам дека апсолутно транспарентно и одговорно. Немам никаков друг интерес, освен за секоја работа која што ќе ја работиме да биде транспарентна, и за секоја од тие проекти за кои разговараме, договараме, тука сме да застанеме и секогаш да и дадеме на граѓаните и отчет и одговор за се оно што ги интересира. Ова е прво интервју, вака како што рековте, после моето заземање на функцијата, односно седнувањето во градоначалничкото столче, и разговаравме за сега само за проекти кои веќе се во длабока фаза, се најавени, меѓутоа се надевам дека наскоро ќе ни дадете шанса, бидејќи очекувам навистина неколку проекти со кои можеме и да се пофалиме и да видиме навистина да се чувствуваме и среќно и убаво, бидејќи ќе имаме убави проекти за реализација. Останаа уште многу теми кои не ги додирнавме, и за туризмот имаме уште проекти кои навистина заслужуваат и внимание, меѓутоа, како што рековте, со оглед на времето кој ви е планирано за оваа емисија, останови на мене да ви се заблагодарам на поканата и секогаш ќе ви бидам на располагање кога ќе имате желба. Јас сум тука за се што треба да ви дадам одговор. И на вас, и на граѓаните. И благодарам. Благодарам вам. Николчо Илиев, градоначалник на Кочани, почитувани гледачи, беше гостин во овој Осумаголник по неговите 100 дена од преземањето на градоначалничката функција. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Довидување.